Министерството и матичните лекари не се согласуваат. Проблемот со интервенциите на брзата помош останува, откако најголемиот дел од приватните здравствени установи на примарно ниво се изјаснија дека ниту можат, ниту имаат капацитет за воведување на дежурства. Ова прашање уште еднаш стана актуелно откако Министерството за здравство излезе со став дека освен во Кочани и Неготино, матичните лекари треба да воведат дежурства во сите оние општини каде има недостиг од лекари во брзата помош. Таков проблем во моментов има речиси во сите општини од регионот. Значи сите здравствени домови се наоѓаат во критична фаза. Да речеме, ако земеме здравствен дом Делчево, имаме континуирано одлагање или намалување по 5 доктори годишно. Интересно е да се следи согласно истражувањето состојбите, да речеме, во здравствен дом Пробишти, каде што континуирано се намалува здравствениот персонал и во моментот имаме 5 доктори кои што се од самиот здравствен дом кои што се на специјализација. Но и покрај ова дежурства на матичните лекари се спроведуваат само во Кочани. Зошто не и во другите општини? Ова не е прв обид да се вклучат матичните лекари во дежурствата, меѓутоа сите тие обиди беа до сега неуспешни, бидејќи во праксата се тешко споили со праксата, бидејќи тие имаат доволно работа и во своите амбуланти. Генерално, како фела, приватното здравство едноставно е оптоварено со толку многу работа и ги реализира тие работи, ми се чини ги сервисира коректно, така да можно е со една ваква административна одлука да се наруши тоа функционирање, да го оптовари здравството, така да ќе има проблеми во работата, така да мислам дека би било избрзано за такво нешто. Ќе се зголеми ли притисокот врз матичните лекари ако се остварат најавите на Министерството за приватизација на брзата помош е неизвестно? Ова е логично прашање ако се знае дека приватизацијата со себе повлекува и драстично зголемување на цените на услугите. Веројатно е дека тогаш притисокот ќе се зголеми врз матичните кои според Министерството во договорите имале обврска по потреба да работат 24 часа, а не само до 20 часот.